Прво за хеликоптерите, ми сакам неколку аспекти да искоментирам. Првата работа е дали воопшто Македонија во моментов има потреба од транспортни хеликоптери, значи за да знае јавноста се работи за хеликоптери кои што ќе бидат за транспорт на персонал и војници, а не за борбени хеликоптери, така што одбранбената готовност на Македонија и на армијата со ова не се подобрува. Второто прашање е дали веќе 250 милиони, преку ноќ некако ја зголемија сумата за 20 милиони евра, како да се работи за 20 денари, а не за 20 милиони евра, и треба да одговорат зашто е тоа така. 250 милиони евра да се потрошат за хеликоптери, мислам дека е едно расипништво. Во исто време ние кажуваме дека 250 милиони евра вкупно ќе спуштиме во сите општини во Македонија. Значи само за ова да не ги трошат парите, за една година сите општини во Македонија ќе можат веќе да почнат со препород и со решавање на децениските проблеми на граѓаните. Следното зашто должи Министерката за одбрана одговор во јавноста е како е возможно во веќе почнат изборен период, распишани се и председателски и парламентарни избори, да врши волку голема јавна набавка, која што треба да ја плаќа следната влада, затоа што според условите на плаќање, плаќањето ќе оди од следната влада. И финално, исто така клучно прашање, на кое што не добивме одговор е зошто и како баш оваа компанија Леонардо од Италија е избрана, а не се избрани другите компании кои што конкурирале, колку што имаме сознанија, конкурирал француско-германски огромен конзорциум во делот на хеликоптери и авиони, конкурирале еден шведски производител и еден американски производител. Зошто е избран токму Леонардо? Дали можеби причината за изборот на Леонардо е огромниот корупцијски скандал, кој што беше прв корупцијски скандал на владата на Зоран Заев, а тоа е набавката на радарски систем од страна на компанијата Леонардо, кој што според разговорите кои што изслушнавме во јавност, чинел 1 милион евра повеќе од она што е реална и проценета вредност, зашто тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски заглави во затвор. Е правосилно осуден. Така што решаваат да дадат ваква јавна набавка на компанија која што е во огромен скандал веќе во Македонија, и тоа со непосреден договор под државна тајна, без јавна аукција, без да ги видиме понудите на сите останати. Така што ова покажува едно расипништво, едно расипничко трошење. За сите овие работи одговорност има после изборите, ние нема да ги оставиме така, и на сите овие прашања треба да се дадат одговори и секако доколку е прекршен законот да се одговара.